Почитувани, добро вечер, почнува уште едно издание на Објектив. Овој пат нашиот објектив е вперен кон енергетската криза. Помалку од еден месец не дели до почетокот на грејната сезона. Граѓаните на Скопје живеат во неизвестност дали радиаторите ќе им бидат топли. Владата се растрча во соседството во обид да обезбеди ресурси за домашните капацитети во надеж дека тие, иако дотраени, нема да потфрлат и нема оваа сезона да не изнеберат. Во меѓувреме има и одредени најави за можно поскапување на струјата од 1 септември. Каква зима не очекува и како ќе го пребродиме овој период за кој што сите се согласни дека ќе биде навистина тежок, во Објектив интервју со првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бистимовски. Господин Бистимовски, добро вечер. Добре дојдовте во студиото на Македонска телевизија и ви благодарам што прифативте поканата вечерва да бидете наш гостин. Добро вечер, добре ве најдов и благодарам за поканата да бидам гостин на Македонската телевизија. Како што споменав, помалку од еден месец не дели до почетокот на грејната сезона. Дали скопјеник имаат парно? Знаеме дека БЕК остана без лиценците. 2 од компаниите или 3 од компаниите на ЕСМ доставија понуди, тие се отворени, се врши евалуација. Дали ќе бидат радиаторите топли, имајќи предвид дека еве каде е грејната сезона, 15 октомври не е далеку, за парното мислам дека и 1 октомври. Значи формално правно грејната сезона може да започне на 1 октомври, доколку температурите се под 12 степени Целзиусови. Значи од аспект на функционирање нашиот систем за топлинска енергија функционира без разлика дали е издадена лиценца или не е. Трите компании на БЕК на кои што им престанаа лиценците, согласно Законот за енергетика, мора да ја вршат дејноста, соодветната дејност, додека не добие нова компанија лиценца за вршење на енергетска дејност, регулирано производство на топлинска енергија или дистрибуција на топлинска енергија или снабдување со топлинска енергија. Значи, од тој аспект си има компании кои што мора да функционираат и без разлика дали е ЕСМ или БЕК се уште, тие мора да функционираат и да обезбедат грејење на граѓаните во градот Скопје. Го споменавте законот, да, тоа го вели, БЕК мора да продолжи да се извршува дејноста и ако не се стигне навреме со ЕСМ, прашањето е дали БЕК има капацитет да го испорача тоа, имајќи предвид крајот на минатата грејна сезона, кај што практично на крајот ЕСМ го понесе целиот товар. Значи, тоа искуство веќе го имаме, со цел да не се предизвикуваат ценовни шокови. Уште кон крајот на јануари, владата преку ЕСМ му даде позајмица на БЕК на БЕК производство од приближно 6 милиони евра. Така да и сега природниот газ или некое друго гориво, да видиме кој ќе се обезбеди, јас верувам дека ќе биде природниот газ, ќе го обезбеди ЕСМ преку со пари кои што ќе бидат дадени од владата. Така да од тој аспект се работи, нема никаков проблем за да се обезбеди природниот газ. Значи ние кога ги носевме нашите одлуки за топлинска енергија во текот на кон крајот на месец јули, во нашите одлуки предвидовме дека ТЕТО, која што е когенеративна постројка, произведува електрична и топлинска енергија, ќе произведува топлинска енергија. Исто така предвидовме дека и топланите ќе произведуваат одредени количини на топлинска енергија, некаде околу 65-70% ќе се обезбеди од ТЕТО, а 30 до 35% ќе се обезбедат од топланите. Тоа го направивме од една единствена причина, поради тоа што топлинската енергија произведена од ТЕТО е за некаде 2,5 пати пониска од топлинската енергија која што е произведена од страна на топланите во градот Скопје. Значи тоа е најекономичен начин и најеколошки за да се обезбеди топлинска енергија за градот Скопје. Доколку ТЕТО не работи, во тој случај трошокот за природен газ на топланите би било околу 220 милиони евра, што е екстремно и навистина тоа би значило екстремно зголемување на цената на топлинската енергија. Ја не гледам никаква причина во тој случај да ја зголемуваме цената на топлинска енергија, бидејќи тогаш би се зголемила за повеќе од 2 пати. Значи некој што плаќа 2000 би требало да плаќа околу 4500 денари на месечно ниво и тоа нема никаква логика. И веројатно ако донесете таква одлука, не, апсолутно нема да донесеме таква одлука, бидејќи тоа не води кон ништо, бидејќи со таква одлука може само
да ни се зголеми бројот на исклучени потрошувачи, кои што потоа ќе користат електрична енергија, која што ќе ни прави дополнителни проблеми во електроенергетскиот сектор. Затоа ја верувам дека ќе се обезбеди природен газ по разумни цени и за тето, и за топланите во градот Скопје, во текот на минатата грејна сезона, некаде од февруари, природниот газ беше обезбедуван од страна на најголемиот трговец во државата, тоа е Макпетрол, а минатите години природниот газ за топланите во градот Скопје си го обезбедуваше тето преку своја посебна компанија за трговија со природен газ. Значи, природен газ сега за сега нема најави дека има проблем да се најде. Проблем е цената, како што кажавте и вие, и владата прави одредени напори да најде пониска цена на природниот газ, се со цел да ја поминеме најекономично и најоптимално оваа грејна сезона. Ако очекуваме 70% од тето, од компанијата читав одредени реакции дека они не може да гарантираат, имајќи предвид дека не знаат каква ќе биде цената на природниот газ и дали ќе имаат ЕСАП, што би се рекло народски во работењето. Токму од тие причини владата прави напори да обезбеди природен газ и за тето. Тето апсолутно што има трошоци за работа, што има одредени трошоци кредити преку неговото работење, ќе му бидат вкалкулирани во цената и ќе се добие соодветен надоместок, а за сметка на тоа да добиеме поевтина електрична енергија и поевтина топлинска енергија. Значи, и таа топлинска енергија е далеку пониска, како што кажав пред малку, од топлинската енергија која што ја даваат топланите во градот Скопје. Едноставно тоа е когенеративна постројка, чија што најголема придобивка е пониска цена за топлинска енергија, која што е, да речеме, како еден вид нус производ. Исто така, таа електрична енергија која што ќе се добие, доколку гасот е со разумна цена, ќе биде далеку поевтина отколку што е цената на слободниот пазар на електрична енергија и представува сериозен товар за македонските компании. И јас апсолутно ги разбирам компаниите во Македонија кои што се соочуваат со екстремно високи цени на електрична енергија. Вообичаено тие имаат цени поврзани со берзата во Унгарија, тоа е Хупекс, и тоа изнесува некаде во август беше драматично лошо, имаше и денови кога беше цената 700 евра, кога беше 800 евра и екстремно високи цени имаат и значи поентата е таа електрична енергија од тето, која што би требало да биде пониска, да се даде на располагање на преку ЕСМ на македонските компании. Се со цел да им се намалат нивните трошоци, бидејќи не постои компанија која што би можела да биде конкурентна со цена на електрична енергија од 600 евра за мегават час. Значи, апсолутно треба да им се помогне на македонските компании и верувам дека ќе се успее да се обезбеди по-ефтин природен газ. Што во црното сценарије, која опасност да ни се случи да го тргнеме тето од Равенката? Ако не успее да најде газ, тоа Право, сериозен проблем е доколку не се најде природен газ. Скопје е еколошки освестен град и ако не се најде природен газ од било какви причини, во тој случај постои опција да се користи мазутот и се прават анализи дали може да се користи дизелот кој што би бил поповолен од еколошки аспект. Трошоците за мазут на годишно ниво би изнесувале за топланите во Скопје околу 50 милиони евра, значи се далеку пониски од тие трошоци за природен газ. 170 милиони евра помалку. Ќе биде катастрофален. Еколошкиот апсолутно ќе биде катастрофален. За дизелот се околу 70 милиони евра за време на грејна сезона, така да постои тоа како резервно сценарио, но јас верувам дека ќе се обезбеди природен газ по пониски цени, се со цел да не се прави притисок врз цената на топлинската енергија. Бидејќи, само како пример да ви кажам, минатата година цената на природниот газ во државата беше негде заклучно до 31 јануари 2021 $230 за нормален метар кубен. За жал, денеска е околу $2200-2300 за нормален метар кубен.
во вообичаена година некаде 70% од трошоците на топланите беа за гориво за природен газ. Денеска тоа е преку 90%. Значи, екстремно висока цена за природен газ не доведува во една абсурдна ситуација да се зголеми цената на топлинска енергија, но од друга страна ги имаме потрошувачите кои што на крајот на денот таа топлинска енергија некој ќе треба да ја плати. Топлинска енергија за еден да треба да се плати дупло поголем од колку што е сега во моментов, а и претходно заради цената на газот имавме зголемување, нема никаква логика и не можеме да ги натераме луѓето нешто што го плаќале за 1500-2000 денари, сега да го плаќаат 4-4.500 денари, едноставно е превисоко. Така да верувам дека ќе се обезбеди поевтин природен газ со цел да се имаме една стабилна сезона за грејење, да нема загадување во градот Скопје и граѓаните да бидат растеретени од тие грижи. Колку целата операција за преземање на парното грејење во Скопје од ЕСМ од БЕК може да биде загрозена од фактот што топланите Исток и Запад во моментов се во сопственост на Адора Инженеринг, според последните информации, нема договор за дали за користење, дали за пренос на сопственост, дали за закуп. Значи, колку што чита во медиумите, Регулаторната комисија за енергетика во цел не е вклучена директно. Постои разбирање од страна на Адора и од страна на ЕСМ да се најде соодветен договор за закуп, а понатака и доколку постои можност и според најавите кои што ги кажа владата, државата да си ги плати овие топлани и да си ги превземе во државна собственост, понатака тоа овие топлани би ги управувал новата компанија која што формираше ЕСМ производство за топлинска енергија. Значи, постојат и законски механизми останати со кои што на одреден вршител на енергетска дејност владата може да му наложи да ја врши енергетската дејност, значи може и тоа да се случи. Значи, од тој аспект јас не гледам дека ќе има проблем, апсолутно на сите е во интерес нормално да функционира системот за топлинска енергија во градот Скопје. Знам дека не користите социјални мрежи, меѓутоа ако сте барем малку имате увид во нешто се пишува, има неколку грижи кои што граѓаните јавно ги стекнуваат. Например, зошто да платам сметка кон БЕК, кон компанија која што во моментов нема лиценца и утре кој ќе ми гарантира дека тој износ што сум го платил практично ќе биде пресметан од новата компанија која што ќе ме снабдува со топлинска енергија. Може ли регулаторната комисија да биде гарант дека тој трансфер ќе биде што се вели цаком паком? Апсолутно, регулаторната комисија за енергетика ќе биде гарант дека целиот овој процес ќе заврши без ниту една дамка и потрошувачите, доколку им се платени сметките за топлинска енергија кај БЕК, нема да добијат за истиот месец сметка за топлинска енергија од страна на компаниите кои што ги формираше ЕСМ. Значи, БЕК реално ја дава услугата сега и ги врши сите активности кои што се потребни дури и во моментов, во заеднички договор со Регулаторната комисија за енергетика, БЕК работи на одржувањето на дистрибутивната мрежа и се подготвува за грејната сезона. Така да, од тој аспект, граѓаните да бидат мирни, ниту еден граѓанин во државата, особено Скопјани, бидејќи тие користат топлинска енергија, нема да плати за еден ист месец две сметки. Ние имавме еден процес кој што успешно го изменаџиравме. За текот на месец август граѓаните добија сметки за електрична енергија, за топлинска енергија 40% повисоки. Меѓутоа прашањето е дали таму БЕК потврли или владата што не ги дала субвенциите? Без разлика, субвенциите на крајот на подреден период ќе бидат исплатени, ама владата треба да се знае дека даде 6 милиони евра по зајмица. Така да постои начин тоа како меѓу себе ќе си го регулираат БЕК, ЕСМ и владата. Ние побаравме БЕК да ги stornира августовските сметки и доставија нови фактури до граѓаните. Граѓаните треба да ја споредуваат сметката за топлинска енергија во месец август со априлската сметка, бидејќи мај, јуни и јули се порамнителни сметки. Ова што го плаќаат од 1 август е
авансни фактури кои што понатака, по завршувањето на грејната сезона, ќе бидат коригирани, некои зголемени, некои намалени, во зависност од реалната потрошувачка на топлинска енергија која што имала секоја зграда посебно. Значи, добиваме ние доста дописи од граѓаните, не треба да ја споредуваат августовската сметка со јули или мај, туку ќе треба да ја споредуваат со априлската сметка. И дополнително, кај оние што плаќаат само фиксен надоместок, за нив останува тоа поскапување кое што беше од 30%, бидејќи тоа е фиксен надоместок. И уште едно прашање кој што се наметна со овие августовски фактури на БЕК. До оној момент кога регулаторната комисија на енергетика вие излеговте со апелот дека треба да се коригираат фактурите, имаше одреден број на луѓе, корисници кои што веќе ги имаат платено. Што ќе прават тие? Апсолутно во наредните фактури, наредните сметки кои што ќе ги добиваат, без разлика дали БЕК ќе ги издава фактурите или новата компанија формирана од ЕСАМА, тој износ повеќе што го платиле за августовската сметка ќе биде рефундиран. Ќе им бидат вратени. Не. Самата компанија, без разлика дали е БЕК снабдување или ЕСАМА снабдување со топлинска енергија, ќе го рефундира тој трошок кај граѓаните. Значи, ако треба да плати реално во октомври 2000 денари, а претходно платил повеќе 400 денари, октомвриската сметка ќе му биде на 1600 денари. И тоа според информации кои што ги добивме од БЕК, се некаде околу помеѓу 3000 и 3200 граѓани, значи апсолутно тоа што платиле повеќе ќе им биде рефундирано преку една од наредните сметки. Полека ќе ве носам кон темата за струјата. Гледам изминатиот месец, па да речеме од 1 септември, растрчани владини представници по земјите од соседството. Од Бугарија во тек разговори според информациите за околу 200 мегавати струја, иако таму веројатно може да се комплицира ситуацијата, имајќи предвид дека имаат избори. Беа во Грција, разговараа со Србија, има најави за разговори со Турција. Сега прашањето е дали ова се прави во 5 до 12 пред да ни почне овој тежок период каде што се очекува и зголемено користење на струја. Значи, некако се доби впечаток дека многу доцна реагирам. Значи, според тие информации, ја кои што ги имам, бидејќи имаме комуникации со Министерството за економија и со владата и со компаниите, со сите, овие комуникации помеѓу владините институции и со Бугарија, и со Србија, и со Турција, и со Грција се започнати многу порано. Ова е сега кон крајов привршување на договорите, се со една цел да се обезбеди поевтина енергија во државата. Кога мислам енергија, мислам на електрична енергија, на природен газ, мислам и со тоа и на топлинската енергија. Значи е еден тој процес кој што трае. Имајте во предвид дека и претходно владата имаше комуникации со косовската влада, имаше комуникации со албанската влада, значи се прават напори веќе подолг период да се обезбеди по-ефтина енергија, се со цел пред се да се помогне на приватниот сектор, бидејќи приватниот горе-доле на регулираниот пазар на електрична енергија, каде што имаме постабилна ситуација, особено во делот на домаќинствата, е во ред. Да, има зголемување, но тоа е во рамките на овоа лудило со цени кои што ни се случува во цела Европа и реално не може да се избегне. Значи се прават овие напори со една единствена цел да се помогне на нашето стопанство, бидејќи, како што кажав, не може, особено компанииве наши кои што имаат производствен процес, да додржат, да работат со цена од 500-600 евра за мегават час. Дел од капацитети веќе и затворија, барем има одредена информација. Сега една од дилемите која што исто така се појави во јавноста, имаше и обвинувања, нормално некој на ваша адреса, е зошто тогаш ЕСМ продава нокни вишоци на струја, која гледаме дека на домашните компании е потребна струја по поразумна цена. Значи ЕСМ која е логиката? Кога има прво ЕСМ има ноќни вишоци поради тоа што ние имаме значително термопроизводство
И кај термоелектраните е многу тешко да се иде горе-доле, како што да се намалува производството или да се зголемува во текот на еден час. Како што може да се прави со хидроелектраните или со гасните електрани. Доколку се оди горе-доле, тогаш потрошувачката на мазут е уште поголема и прави на крајот на денот имаме повисоки трошоци за производство на електрична енергија. Значи, ЕСМ продава исклучиво во периодот од 2 часот наутро до 7 часот наутро. Тоа е непопуларен пазарен продукт и вообичаено снабдувачи и трговци не го сакаат, бидејќи тие од претходно си го имаат обезбедено своето портфолио и тоа портфолио вообичаено се стреми да има една константно обезбедена енергија пред се од 7 до 22 часот, бидејќи во Македонија потрошувачката во текот на ноќните часови е некаде за 2 пати по-ниска отколку што е потрошувачката во текот на денот. И ЕСМ има вишоци кои што ако не ги продаде, поевтино му е да ги даде без пари на мрежа, отколку да го намалува производството на термоелектраната, бидејќи му се зголемува трошокот за мазут. Значи, тој продукт е непазарен и трговците и снабдувачите не го сакаат баш многу и ја предпоставувам, и ЕСМ тоа го кажа, дека си се спровела соодветна аукција кој што понудил највисока цена, тој ја купил таа електрична енергија. Во спротивност, таа енергија би одела во мрежата, како што се случувало во изминативе 20 на години, да оди во мрежата без пари. Значи, како пазарен продукт е многу тешко да се најде купец. И добро е што има некој, и не знам колку беше според информација од медиумите што ги видов, беше негде околу 300 евра за мегават час, што да речеме е нешто по-ниско од тоа што го има Хупекс. Ајде за граѓаните и за малите потрошувачи кои што де факто се на регулираниот пазар, има ли државата капацитет целосно да ги задоволи нивните потреби или на крајот на денот во некое црно сценарио може да не се случат рестрикции? Значи, ЕСМ на последниот тендер кој што го распише универзалниот снабдувач Ева на Хоум, превзема обврска 100% да ги обезбеди потребите на домаќинствата и на малите потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Тоа значи дека ЕСМ мора да ги обезбеди, започнувајќи од 1 јули до 31 декември и цената која што ја понуди ЕСМ на тој тендер е 48 евра за мегават час, која што цена е пониска од колку реалната производна цена на ЕСМ. Тоа е факт. И тие минуси кои што се јавуваат кај ЕСМ се покривани од страна со директни субвенции од владата до сега, од кога започна кризата, такви какви што се. Започна кризата се околу 170 милиони евра се дадени и дополнителни минатата недела ми се чини 50 милиони евра дополнително се дадени на ЕСМ со цел да се подобри својата ликвидност. Има процена колку кинечини взимаат тие дотации или субвенции кон ЕСМ? Знаете, многу е тешко да се направи таа анализа. Да речеме, во април, бидејќи за жал имаме потреба да увезуваме јаглен, цената на јагленот беше 43-4 месечини евра за тон. Сега на тендериве што се јавуваат не само во кај нас, туку гледам и во Србија, бидејќи Србија има сериозни проблеми со своите термоелектрани, некаде се нуди цена од една Германија бара 63-4 тони, 63-4 евра за тон јаглен. Значи, многу е тешко да се процени, бидејќи одеднаш термоелектрани во Европа кои беа затварани, одеднаш почнуваат да работат, бидејќи имаат недостаток на електрична енергија. И јагленот во голем дел и во Европа се увезуваше и од Русија. Значи, има проблем во набавката со рускиот јаглен. Резервите кои што ги има Европа се тие и од тамо негде се обезбедува. Дополнително, она што е уште карактеристично за Европа е што во најголем дел од своите мазутари ги затворија, бидејќи го смета дека не еколошко гориво е мазутот, нема да се користи мазутот во зеленото сценарио кој што го правеше Европа, а почна и Македонија. И одеднаш потребни и на Европа
и на, се разбира, и на земјите од нашиот регион и на нас, потребни ни се и јаглен и мазут, и поради тоа и цените на мазутот и на јагленот драматично се зголемуваат, и тоа е проблем кој што е сериозен и за жал никој не може да го предвиди, како што ви кажам, значи негде 50% цената на јагленот сега во август, во септември е повисоко од таа што била во април, и тоа е работа која што навистина предизвикува дополнителни трошоци во работењето и на ЕСАМ. Знаете зашто ве прашувам за капацитетот на домашните овие електрани или сите извори на енергија? Не е тајна дека ние имаме дотрајни капацитети. Ве гледаме дека првиот блок на РЕК Битола веќе еден месец ќе биде под ремонт. Лани знаеме што се случи со третиот блок. Сега се активирани и Осломеј и Неготино. Дали оваа зима може да ни се удри од глава тоа што со години ние не инвестиравме во енергетски капацитети, освен Света Петка, ветерниците и дел од фотоволтаиците, поправете ме ако грешам, мислам дека не е изградено ништо друго. Значи веќе на нас од август минатата година, кога почнуваат драстично да растат цените на слободниот пазар, тоа ни се удира од глава. Тоа е заради неинвестирање во нови производни капацитети. Ние тоа што ги имаме направено во државата е до 88-89 година, трите блока во Битола, Осломеј, ТЕЦ Неготино и хидроелектраните се правени претходно во независна Македонија, нови производни капацитети во кои што инвестирал ЕСМ, електростопанство тогаш, па ЕЛЕМ, па сега електрани на Северна Македонија, изградени се Козјак со 80 мегавати, Света Петка 36 мегавати и ветерната електрана во Богданци со 37 мегавати. Тоа е тоа што го направила државата и очигледно е премалку. И пред 30 години, и пред 40 се знаело дека еден ден јагленот ќе заврши. И сега тоа што го имаме е со многу послаб квалитет и тоа прави дополнителни проблеми при тековното работење на блоковите и во Битола и во Осломе. Значи, ние до сега веќе се дадени 220 милиони евра. Поради тоа што, за да му се помогне на ЕСА. Дополнително, нашето стопанство, ако плаќало 50 евра, 60 евра, вообичаено за мегават час, и што било разбирливо и не било никаков проблем, сега плаќа од минатата година 100 евра, 150 евра, 200, па дојде до фантастични 700-800. Значи, многу пари се одлеваат. Има најави за 1000, веројатно, до јануари-февруари. Има и такви најави, за жал. Значи, многу пари се одлеваат од Македонија. И ние сега што правиме? Ние сега, како држава, ќе го изгаснеме пожарот. Го гаснеме пожарот, да обезбедуваме ликвидност, не само да производе повеќе, да се обезбеди за домаќинствата поевтина електрична енергија, да се обезбеди за компаниите, ако се верувам дека ќе се успее од соседните земји, и тоа негде ќе не чини, само од делот не само, до сега не чини 250 милиони евра, и сигурно ќе има и уште понатака дополнителни трошоци, ќе има само, има и ТЕЦ Неготино трошоци за набавка на мазут, и ние некаде со овие пари ќе го изгаснеме пожарот, а доколку сме воделе сметка во изминатите 30 години, со тие пари ќе направивме една когенеративна постројка од 250-300 мегавати. Или ќе направивме дополнителни други производни капацитети од хидроелектрани таму каде што има. Имаше можност во Чебрени галиште, верувам дека конечно овој 13-ти тендер, иако за 13-ката вела дека е баксусен број, ќе заврши успешно, ќе се направило Чебрени галиште, ќе се направили и други производни капацитети. И ние од увозник ќе бевме извозник, но тоа е тоа на неводење на сметка и водење исклучиво на една популистичка политика, дека кога се прават инвестиции во електроенергетски сектор, тоа некој треба да ги плати. Тој некој секогаш се потрошувачите, нема друг. Но сега потрошувачите, особено компаниите, немаше да плаќаат по 500-600 евра, ќе плаќаат по 100 евра. На крајот на денот, кога ќе се стави пресек, тоа што наводно го штеделе компаниите со ефтина електрична енергија во изминатиот период, сега го плаќаат.
сите заштеди ќе им отидат. Капацитетот го затоа е нема. попаметно да се инвестира секогаш и тоа е единствен правилен начин за да си обезбедиме енергетска независност. И дополнително, ова што сакам да го кажам е дека Македонија својата енергетска независност ја имаше од јагленот и од водата. Јагленот го губиме, водата ќе имаме, но 70% од домашното производство е од јаглен. И понатака се тоа што ќе правиме, ќе ни треба базна енергија, ќе бидат гасни електрани, не може да се направи нешто друго, за да обезбедиме стабилна енергија. И од тие причини треба секогаш да размислуваме и да правиме инвестиции во воопшто во енергетскиот сектор. Само како информација да ви кажам, од 1 јануари до пред некој ден, Регулаторната комисија за енергетика има издадено 134 лиценци за производство на електрична енергија од фотоволтаици, од мали хидроелектрани. За фотоволтаици 63 мегавата, 63,5 мегавата, од мали хидроелектрани ми се чини се околу 6,5 мегавата. Значи, некаде 70 мегавата нашиот домашен приватен сектор за 9 месеца ги изградил. 70 мегавата е некаде на ниво на Глобочица. Значи, нашиот приватен сектор се изгради, за да си помогне сам во кризава, изгради 70 мегавата нови електрани за производство на електрична енергија и јас сум сигурен дека до крајот на годината ќе отидеме над 100 мегавата, што е сериозна бројка од обновливи извори, кажу. За фотоволтаиците имав план нешто подоцна да поразговараме, но сега ќе го поставам прашањето. Во текст оние законски измени на законот за градба, за да се олесни практично, барем така ни го најавуваат процесот за поставување фотоволтаици на кровови на индивидуални објекти и на стопански објекти, или до 6 киловати за индивидуални, до 40. И сега прашањето е дали, ако е сега законот, да се направи инвестицијата, ќе фати зима, што чаре од тој или што фајде од тој фотоволтаик што ќе го поставиме во време кога ќе бидат намален периодот на сонце. Од друга страна, нејасно е зошто па се ограничува на 6 или 40. Зошто не се дозволи секој да се постави онолку кога што има потреба? Апсолутно се согласувам. Значи, во собраниска процедура се измените на законот за градба, со кое што ќе се даде можност на домаќинствата да поставуваат до 6 киловати и единствено што ќе треба да имаат и да го достават до ЕВАНА, до електродистрибуција, да имаат и проект и извештај за надзор, дека се е во ред со тој проект. И ќе нема никакви вадења на решенија и тоа верувам дека ќе биде брзо. И сега ја ги повикувам и проектантите кои што работат на овие, да не ги зголемуваат сега непотребно цените, пошто ќе има навалица кај нив. Тоа што било вообичаено во нормални услови, нека го наплаќат и сега од граѓаните, имајќи во предвид дека апсолутно ќе се зголеми нивниот обем на работа и приходите ќе им се зголемат. Значи, и во зима да работи фотоволтаикот, ќе се произведува електрична енергија. Некако во лето, но ќе се произведува и колку толку ќе помогне. Значи, јас се согласувам дека одиме чекор по чекор, беа 4 па 6 киловати и верувам дека оваа криза, што е кај нас, логично, нели, треба за секое домаќинство, според мене, на крај цел процес ќе заврши, колку е капацитетот да се постави на еден кров, да се постави целост. Може да биде и 7, може да биде и 8, но сега се оди чекор по чекор, да видиме со овие 6 киловата како ќе оди и понатака ја верувам дека ќе се ослободи. Тоа што е на кров, можност да се постави до крај, бидејќи сме една земја која што сончевата радијација е највисока и во Европа, и во регионот. Имаме исклучително поволни услови, бидејќи не му одговара секогаш на фотоволтаикот многу топло време, така да ја верувам дека во наредниот период ќе се олабават уште повеќе условите за поставување на фотоволтаици и кај домаќинствата и кај индустриските потрошувачи. И треба, имајќи ја предвид најавата на првиот човек Несема Ковачевски, дека веројатно од 1 јануари ќе не чека уште едно поскапување на струјата, веројатно рано е да правите пресметки? Апсолутно е рано да правиме пресметки. И од што ќе зависи? Сега треба да се насочиме на обезбедување на ресурсите за производство
на електрична енергија и на топлинска енергија. Значи да обезбедиме поевтин природен газ, јаглен и масо. Регулаторната комисија за енергетика од 2019 повеќе не определува цената на ЕСМ. ЕСМ со одлука на влада сами определуваат цената и се јавува на тендерот кој што го распишува универзалниот снабдувач и сега таа цена е 48 евра за мегават час. Токолку ЕСМ понуди повисока цена, тоа ќе има влијание на крајната цена. Но постојат механизми на регулаторната комисија за енергетика со кои што можеме да помогнеме да не дојде до сколемување на цената на електричната енергија. Затоа велам дека е прерано од сега да зборуваме за цените на електричната енергија од 1 јануари. Она што е сигурно е дека до 31 декември ќе остане истата цена на електрична енергија. Од 1 јануари се што постои како можност на регулаторната комисија за енергетика ќе го превземе за да не дојде до зголемување на цената на електричната енергија пред се на домаќинствата. И сега граѓаните ќе ви забележат, затоа што во одредени средини можеби не се плаќало струја, па велат, ете, ние плаќаме за неплаќачите. Колку има вистина во ова? Кои трошоци им се признаваат на компаниите? Повеќе пати го објаснувам тоа. Ова е податлива тема дека некој за некого плаќа од секогаш што е било во Македонија. Очекувано. Очекувано е, апсолутно, ја немам тука забелешка за тоа, но вистината е една, дека никој не плаќа за некој друг. Значи, тој што си ги плаќа сметките, си ги плаќа само за себе. Ние, кога ги носиме нашите одлуки за цени, од Ева на Хоум бараме 100% наплата. Дали он ќе наплати негде или нема да наплати, тоа си е натовар на Ева на Хоум. И вообичаено тоа Ева на Хоум го издржувал. Проблемот е што Ева на Хоум има понекогаш прави и самиот дополнителен увоз за да заради овие кражби со електрична енергија, но тој трошок ние не го признаваме. Добивате ли одредени поплаќи од граѓаните, кои велат дека нередовно им се читаат брилата, мали се отворите кај што тие можат сами да видат колку потрошиле за да направат одредена корекција, па и дека се поклопуваат през претходните периоди? Како реагирате вие на тие? Апсолутно добиваме и ние веќе побаравме од ЕСМ, особено во делот на преклопувањето, да престане со таа пракса и да ги коригира сметките, бидејќи имаше повеќе граѓани 2 дена да се префатени или 3 дена да се префатени и во двата пресметковни периоди и веќе пред неколку дена Евана е известен официјално од регулаторната комисија за енергетика да ги коригира овие фактури и дополнително поажурно да се однесува кон состојбите на броилата кои што ги испраќаат граѓаните, бидејќи граѓаните имаат право од кога ќе прочитаат состојбата на броилото, да ја испратат кај Евана и Евана е должен да ја коригира фактурата. Знам дека имаше застој побарано од Евана, многу поажурно и тоа да го прави како што го правеше порано. Има и такви случаи каде што за жал не може да ја отчитаат состојбата од броилата и бараме начин заедно со електродистрибуција да им се овозможи на овие потрошувачи да го имаат тоа право, но тоа зависи и од позицијата каде што е поставено броилото, може да е дојдено до оштетување на броилото и според тие анализи кои што ги имаме ние, тоа е негде 1 до 2% од вкупниот број на броила кои што ги имаат домаќинствата, тие се негде околу активни броила, се негде околу 600.000. Што мислите, успеате ли добро да искомуницирате со граѓаните онаа блоковска промена во сметките? Некој ќе ви рече, па јас плаќам поскапа мрежарина што трошам струја и врз основа на што пресметувате мрежарината, тоа не е, да се разбереме, не е нов трошок, меѓутоа ново е што сега се гледа во сметките. Апсолутно, значи блоковската структура е прифатена од потрошувачите. Правевме и анализи за дали се задоволни или не и правени се анкети, негде кај 66% од потрошувачите е прифатен концептот на блоковска структура. Ние со блоковите успеавме да опфатиме потрошувачка пред се во скапа тарифа, некаде до 1050 киловат часови, да бидат првите 3 блока и се што е над таа потрошувачка доди во 4-тиот блок. Она што представува нејаснотија кај граѓаните е зашто
трошокот за мрежарина е повисок од трошокот за енергија. Од што зависи, ајде? Значи, трошокот за енергија се формира врз основа на цената која што ЕСМ ја нуди на Ева на Хом. Таа цена, како што кажав, е 48 евра за мегават час. И таа цена е далеку по-ниска од реалната производна цена на ЕСМ. Во делот на мрежарината. Значи, имаме пренос на електрична енергија, таа е преносна мрежарина, и дистрибутивна мрежарина заради дистрибутивната мрежа. Во однос на преносот, некаде цената во вкупната мрежарина што ја добиваат граѓаните, 90% е за дистрибутивна мрежа, 10% е за преносна мрежа. МЕПСО и електродистрибуција загубите на техничките загуби на електрична енергија ги купуваат на слободниот пазар на електрична енергија заклучно некаде до февруари минатата година. И кога ги купуваат на слободниот пазар, цената за овие загуби беше 200 евра, 300 евра, 400 евра, се со цел да не им се зголемува трошоците за работа на МЕПСО и на електродистрибуција. Од 1 март ЕСМ ги обезбедува загубите на електрична енергија на МЕПСО и на електродистрибуција. Кај МЕПСО тоа го прави по цена од 220 евра, што е далеку по-ниска од пазарната, кај електродистрибуција го прави по цена од 143 евра за мегават час. Доколку ЕСМ не го правел тоа, вкупните трошоци на системот во услови кога МЕПСО и електродистрибуција би набавувале на слободниот пазар, би биле поголеми за 330 милиони евра. Но сега да објасниме конкретно што значи тој трошок за платјат мрежарина. Значи, електричната енергија проаѓа низ жици, да речам, проаѓа низ трафостаници. Таму има загуби. Тоа е техничка работа и мора да има загуби. Регулаторната комисија за енергетика, како процент на загуби во дистрибутивната мрежа, оваа година ги намали. Претходно се признавало и 14%, сега признаваме 12,4%. До година ќе признаваме 12,2% загуби. Но цената на електрична енергија, по која што се набавуваат овие загуби, сега е за 3 пати повисоко од тоа што беше во нормална година. Ако било порано 55-60 евра, сега е 143 евра. И тоа е таа некоја повластена тарифа, повластена цена која што ја дава ЕСМ. Во структурата на приходот на ЕВАН, во вообичаена година, трошокот за мрежарина учествувал некаде со 32, 33, 34%. И конкретно ги имаме направено анализи оваа година, 2022, поради тоа што цената на загубите е далеку повисока, тој процент е 61. Значи, само тоа е единствена причина поради која што е зголемена цената за користење и на преносната и на дистрибутивната мрежа. Доколку, сега кажувам теоретски, ЕСМ понудил цена на универзалниот снабдувач од 70 евра, а мрежарина, цената за загубите ја понудил по 120 евра, тогаш оваа дискрепанца немаше да се гледа. Значи, потенцирам, уште еднаш. Нема никаква друга причина зашто трошокот за мрежарина кај некои домаќинства е повисок од трошокот за енергија. Цената за енергија е 48 евра, а набавката на загубите, кои што, за жал оваа година учествуваат со 60% во вкупните трошоци на електродистрибуција, е 143 евра. И само тоа е една единствена причина. Зошто сега планирате блоковска поделба и малите потрошувачи? Што сакате да добиете? Значи, прво и на малите потрошувачи сакаме да им помогнем. На регулираниот пазар негде просечна цена за малите потрошувачи е 190 евра за мегават час. Тоа е тоа што го обезбедува државата. И таа е далеку пониска од тоа што е на слободниот пазар на електрична енергија. Најголем дел од компаниите во државата се микрокомпании, мали компании и сакаме и тамо, доколку постои можност, да се воведе
блоковска структура. Да им испратиме сигнал да штедат, доколку штедат, ќе добиваат пониски, ќе имаат пониски трошоци за електрична енергија. Значи, тоа е идеја и е побарана од нашите консултанти од електротехничкиот факултет и од машинскиот, да направат првични анализи, да видиме прво каква е нивната структура на потрошувачка, да видиме, бидејќи тамо има и потрошувачи кои што ја знам, фризерници, дуќанчиња трошат малце, ама има и фабрика кои што трошат многу. Да видиме таа структура на потрошувачка, па можеби ќе има и поделби внатре кај самите мали потрошувачи и да видиме што тоа би значило. Ова првично што го имаме како податоци за блоковската, примената на блоковите кај домаќинствата, во месец јули и август, кумулативно, првични бројки ни се овие, се уште не до крај обработени, некаде потрошувачката е помала за 7%. Реални месеци кога ќе правиме реална споредба, ќе бидат месеците кога ќе започне грејна сезона. Тоа е октомври, ноември, декември, па тамо до крајот на март, почетокот на април. Значи, гледаме дека имаме добри резултати од блоковската структура, се даде сигнал до домаќинствата да ако трошат помалце, ќе плаќаат и помалце. Верувам дека истиот тој ефект ќе го постигнеме и кај малите потрошувачи, се со цел и на нив да им се помогне во рамките на можностите кои што ги имаме како држава, бидејќи пред малку зборевме дека производните капацитети ни се тие. Капацитетот на ЕСМ е тоа, во рамките на тие можности да им се помогне и на овие компании. Давателите на комунални услуги се заканија дека доколку не добијат помош од владата, веројатно ќе барат да ги зголемат цените. Тие меѓу другото бара да плаќаат, ако не се лажам, како во третата група кај домаќинствата. Ќе ги прифати регулатор на ваквите барања? Значи, јавните комунални предпријатија се наоѓаат во исклучително тешка ситуација. Тоа е факт, не можеме да избегнеме од тоа. Голем дел од нив кои што ги добиваат августовските сметки, јулските сметки, трошоците за електрична енергија им се повисоки од вкупните месечни приходи. Значи 100% да изфактурираат од нивните услуги што ги имаат, нивниот трошок за електрична енергија е поголем. Значи не зборам тука, значи нема за плати, нема за одржавање, нема за ништо. Значи тотално сериозна и тешка ситуација. Јавните комунални предпријатија како потрошувачи се потрошувачи кои што се на слободниот пазар на електрична енергија и тие не може да добијат цена за домаќинство. Треба да се направат соодветни законски измени. Можат да влезат примерот на општините. Не, тоа може да го прават, ама јавните комунални предпријатија немаат па сите формирано своји мали предпријатија, па за да го... Ама тоа пак е на краток рок, пак ќе заврши за една година. Бидејќи на тој начин приходите па ќе им се зголемат и до година пак идат. Не е тоа решение, значи она што се прави е доколку треба да се направат законски измени да се направат, да бидат на регулиран пазар, или пак од оваа енергија која што ќе обезбеди државата и тие да влезат заедно во пакетот со македонските компании со единствена цел да им се помогне. Но треба да се каже дека и јавните комунални предпријатија треба да работат на намалување на загубите во вода. Ние просекот во државата негде ни е 65%. Тоа е премногу, тоа не може никој да го издржи. 65% загуби да имаш, тоа е сериозен проблем. Се прават ли уште злоупотреби од општините? Имавте едно драматично обраќање дека тоа на крајот ќе резултира со повисоки сметки за граѓаните. Па престана. До 10 милиона, ако поправите ме ако грешам. Значи беа 30 милиони евра е направен непотребен увоз на електрична енергија во првата половина од годината. Но верувам дека сега се повеќе ќе се стабилизира таа ситуација и сигурен сум дека покрај на јавните комунални предпријатија владата апсолутно треба да помогне и на трошокот за електрична енергија што ги имаат општините за основните и за средните училишта, бидејќи наставата мора да функционира. Тие се соочуваат со сериозни проблеми. Би се на крај сме со емисијата, уште едно прашање. Кога на берзите поевтинуваат суровата нафта, кај нас велат регулаторна одредува повисоки цени.
Намерно го правите тоа или има нека грешка во комуникацијата во однос на тоа која берза се следи? На крајот на криштата рафинерија немаме. Значи, во изминатиот период регулаторната комисија за енергетика поскапе цени за електрична енергија и за топлински, имавме драстични растови на цената и на нафтените деривати. И бидете сигурни дека ниту јас, ниту било кој член во регулаторната комисија за енергетика сака да поскапува било кој енергент или било кој вид на енергија. Значи, нема таква работа, нема таков човек кој што би сакал да поскапи нешто. Значи, ние кој определуваме цената на нафтените деривати, бидејќи немаме наша рафинерија, ние ги анализираме котациите на медитеранската берза во Италија за секој ден, посебно за секој дериват, посебно за бензини, посебно за дизел, посебно за екстра лесно, посебно за масот. Врз основа на тие котации го земаме во предвид курсот на доларот кој што бил за секој ден и определуваме една набавна цена за секој нафтен дериват посебно и понатака ги додаваме давачките кон државата. Ова е незапамтено од кога постојат берзите, цената на дизелот да биде повисока од бензините. Причина за тоа е следнава. Како што кажав претходно, мазутарите во Европа се затвара и компанииве нема мазут, мора да се обезбедат соодветно погонско гориво што им треба. Купуваат дизел. Дополнително, овие тенковиве што ги возат и тие одат на дизел. И поради тоа драстично се зголеми побарувачката на дизелот и со тоа порасна неговата цена. Во изминативе 2-3 недели имаме стабилизирање на цената на дизелот и одредено намалување. Претходно имаме неколку дена, неколку пати веќе намалуваме цената на дизелот, а на бензинот останува иста. Значи, ние не можеме да погрешиме за податоците кои што ги земаме од медитеранската берза преку плац. Прво, не проверуваат трговците и второ, на плац податок на кој сме предплатени, ние ако извадиме погрешна цена со договорот кој што ги имаме со плац, ќе плаќаме милионски пенали. Значи, нема таква работа. Истата берза и истиот плац се користи и во Хрватска, и во Србија, и во Македонија, и во Албанија, и во Косово, и во Словенија, на секаде во регионов. Така да, тие бројки, за жал, кои што ги добиваме од плац, се такви. Некогаш ни одговараат, некогаш не ни одговараат. Кон сето ова, уште поголем проблем ни предизвикува и порастот на доларот. Значи, доларот денеска гледам дека е над 62 денара. Веќе имаме вообичаен период да е доларот повисок од еврото. Значи, со Брент нафта, врз основа на цена на Брент нафта, ние не определуваме цена. За крај, уште едно блиц прашање, во 30 секунди ќе ве молам, ќе ја протуркаме ли зимата? Мора да ја протуркаме зимата. Друга опција немам. Ви благодарам што вечерва бевте мој гостин. Ви благодарам и за поканата. Почитувани, тука е крајот на ова издание на Објектив. Останете со Јавниот сервис, имајте пријатна вечер.